дечки, како сте? Јас сум Стефан и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Па знам дека препуштив видео претходната недела, требаше ово видео да биде тогаш, но ми случи работа и не можев. Па затоа оваа недела го снимам ова видео. Стави претходната недела на стори да ми пишувате што ако случи, па да видиме што сте ми напишали. Пред да започнем со видеото, не заборавете да оставите лайк и доколку се уште не сте сабскрайбнати на мојот канал, направете го тоа со кликнување на subscribe копчето доле. Па првото нешто што ако се офарбам црвена, тоа е од Джесси Джоли, па ако се офарбаш црвена, ќе имаш црвена коса. Следното е што ако го избришат YouTube. Па ако го избришат YouTube, нема да ги гледате видеава и сите други мои 500 видеа кои ги имам. Нема да снимам. Сигурно ќе се префрлам на некоја друга платформа. Нема музика да слушаме, бидејќи од YouTube слушаме музика. Нема да гледаме јутубери, смешни видеа, compilations на TikTok-ови, Vine-ови, ако ще гледате. Па светот нема да биде ист без YouTube. Следното нешто што ако светот е рамен. Па ако е рамен, би бил рамен, не знам што. Следното што ако не постоеше TikTok. Па ако не постоеше TikTok, немаше да се запознам со многу луѓе, немаше да трошам време во денот по толку гледајќи TikTok-ови, немаше ни да снимам на TikTok, сигурно ќе имаше некоја слична апликација како што е TikTok, но сепак не е TikTok, но затоа си постои сега и супер си е се. Потоа што ако не удри метеор? Па НАСА нема најавено некој метеор да иде на кај нас, па не може тоа да се случи, но еве магично дојде некој метеор и не удри, каде што би удрил метеорот сите би умреле секундарно. Потоа прашина, ерупции, не знам, вулкани, планини, земјотреси, се тоа би се променило, атмосферата би била преполна со прашина, па би влегле во зимски период, мислам дека, и нема светлината да пробива низ таа прашина, па како и да сите ќе умреме. Потоа што ако се запознаеме? Ако се запознаеме, ќе се знаеме, не знам. Што ако се запознаеме? Следното нешто е што ако умрам утре, па ако умрам утре, задутре ќе ми биде погребот, ќе јадете блага пченица, не знам, ќе умрам. Што можам да направам? Ништо. Следното нешто е што ако паднам година, па завршив средно, завршив основно, факултет, ако паднам, ако не положам, ја преполагал годината, не знам како оди тоа. Потоа што ако ми го избришат YouTube каналот. Еден YouTube канал ми имаат избришано, овој ми е мислам дека. Па ако ми избришат YouTube канал, не верувам дека повторно би почнал. Би ми ги избришали исто така и сите видеа. Ќе немам ни едно видео. Се што сум направил ќе биде за џабе и нема да постои каналов Челико. Потоа што ако знаев да зборувам ромски? Па ако знаев да зборувам ромски, ќе знаев што значи теовеле менге. Потоа што ако немам нозе? Па ако немам нозе, најверојатно би се движал со количка, не би трошал пари на патики или панталони. Ништо тоа. Не би можел да одам, да трчам, да пливам. Поточно можно е да можеш да пливаш, но пак побезбедно е со нозе. Многу работи не можеш да ги правиш без нозе. Потоа, што ако станам најпознат јутубер во Македонија? Не знам, би имал повеќе сабскрајбери од GP. Најпознат јутубер во Македонија. Па не би сакал да станам. Сакам на рад да можам да се отидам во кафич да си седнам без некој да ми доаѓа. Челико, дојди ваму, дојди таму. Најнормално сакам да се отидам да си седнам. Може и некогаш да не ми е денот па да се извикам на некој за џабе, па после драми, вакви такви, ваков беше, вака ми направи. Затоа најдобро да не си најпознат. Следното нешто е што ако мојот најдобар другар е геј. Ништо. Уште би ми бил другар, што има да смени тоа. Бидејќи ова е од претходната недела, следново е што ако се вмешам во драмата помеѓу Стефанатор и Фепи, тука се вклучени Ритко, Лазаров, не знам, Ставре, Мавре, милиарда луѓе. Па ако прво за да се вклучам во таа драма треба да немам мозок, се извинете вие што сте вклучени во таа драма, но тоа ми се глупости кој се кара, зашто му пишал да ги избрише видеата, како прво тие се негови видеа, тој си има право на неговите видеа, за да направиш пародија нешто прво треба сепак дозвола да побараш дали може да се направи пародија. Ако што знам и Фейпи е драма квин, па мислам дека имаше и драма нешто со Марио, ќе го експознел ваков таков. Глупости е драма, не знам. Следното нешто е што ако живеам во Велес, па ако живеам во Велес нема да бидам во главен град, нема да имам многу работи кои што ги имам тука, но би поминал многу поевтино бидејќи Велес е поевтин град, Драчево ми е супер. Следното нешто е што ако бидам женско на еден ден, па би отишал во салон за убавина, не знам зошто. Колку што знам таму машки не примаат, па маникијер, педикијер таму. Се што може се би направил. И последната што ако случка за ова видео, што ако сум гасер. Не сакам да бидам гасер, ко прво пред некој ден дознав што значи тоа. Гасер, селјак,
исто, така да не сакам. Па, тоа е тоа за видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да го споделите ова видео со вашите пријатели и се гледаме во наредното видео. Чао!